15! Добро вечер. Чеда мој Божи, Господ е само еден. Секојдневно му се молиме на големиот Господ да ги услиша нашите молби, та да помогне во нашиот секојдневен живот на различен план и простор. Погледнете ова невина фаца на ова невино суштество, кое што уште од мали нозе бара светлина од големиот Господ. Ние, свештените лица, сме само една мала спона помеѓу Господ и потребите на нашите граѓани, на нашите чеда Божии. Добар ден, попе. Добар ден, чедо Божие, како си? Добро, еве. Што макате прати тука, чедо Божие? Попе, како да ти кажем сега, ова што е со земјоделието стварно не бива. Ти ако може малку да му кажеш на Господ тамо да се замоле, ова субвенциите што требаше да ја дават, ние сите се реорганизација направиме, ама ова што е сега не се стасуе сега. Сите работиме тамо. Ќе помогне Господ, ќе помогне тој, ќе помогне во секој случај. Да. И кажи му тамо сега тоа. Баци ја светата книга, чедо Божие. Нели може да лизнеме после од оваа книгата, попе? А? Каква мака имаш ти, чедо Божие? Те молам, попе, кажи му на Господ во сега земјоделието што ни викаа субвенции че дават едно друго, ние курдисаме сега све изораме, све тоа, не може да се втаси тука. Пуштат тука од увоз им дават, нас на репроматеријалите царини ни лепат, не може крај со крај да врземе. Имате ли невработени во семејството? Шо? Невработени. Попе, за тоа ми се што ти вака духовици стално, невработени. Има тамо копат на нивата, невработени, не е важно. Сите сме невработени, него ако роде земјата, тоа после сечко ќе го курдисаме. Ке помогне Господ, чедо Божие. Немојте да бидете неблагодарни. Господ, ако може да помогне барем еден во фамилија да работи, добро ќе биде. Ако може повеќе и повеќе. Многу ќе бидеме благодарни. Оди со здравје, чедо Божие. Еден да го курдиса државно, другите ние сите што сме Твоите молитви ќе бидат услишани, ќе бидат пренесени. Палти. Господ е семоќен. Ајде следниот. Повели седни, чедо мој Божие. Која мака ми те донесе, чедо, тука, Господ ќе ги услишаш твоите молби. Јас сум многу у депресија, разбираш. Каква мака имаш ти, чедо мој Божие? У депресија сум, разбираш. Зошто? У депресија, јас немам чаре друго, доваѓам кај тебе да се помолиме ако може, разбираш. Попе. Кажи ги маките, Господ ќе ти помогне. Ајде да видиме дали ќе ми помогне. Првата енциклопедија не ме ставија, разбираш. Не знам дали е намерно или е случајно, меѓутоа немаме нигде. Јас се поминах целата, имам примерок дома, разбираш. И сега среќа што издават втора. И дојдех, прво ми кажаа, викат, ако може некој да ти помогне, това е само Господ. Ако може да помогне за варо. И јас това доваѓам кај тебе, разбираш, оти само Господ може да помогне, да му кажеш на Господ, ако може да ме тура ту второто издание на енциклопедијата, ти ништо не ми фале да попе, разбираш. Јас сум многу добар човек, зашо да ме нема енциклопедијата, разбираш? Ништо, ти си златен човек, чедо Божие. Ништо не ми фале, школа имам, добар сум со комшиите, добар сум, не се карам, не се расправам, не се тепам, не се фин сам многу дома, ако става, пијам малку од депресија, ама... Баќај светата книга, ајде, чедо Божие. Ако може да ме има втората енциклопедија, зашо па да ме нема, разбираш мен? Сакам нешто да остане трага и од мене, разбираш. Нема. Добро, ќе го средиме тоа, ќе се помолиме на Господа, сакаш ли фотографија да има? Јас сум многу скромен човек, разбираш. Ако може да му кажеш на Господ, на мене ми треба половин страничка само. Не сум цела, јас не сум мегаломан, цела страна тражам, половин и една сликичка од мене горе така да има. Јас немам слика сам дека што сум, разбираш, јас сум многу друштвен човек. Сите слики ми се друштвени на мене, разбираш, од кафани, од џурки, вамо тамо. Јас ќе давам групна сликичка така и ќе го заокружам тоа дома дека што сум јас и ќе знаат кој сум, разбираш, на Со фломастер. Со фломастер ќе ја заокружам. Нема проблем, чедо моје.
Никаков проблем нема, чедо моје. Ајде, оди, здравие нека ти даде Господ, ќе се помолиме за желбите твои. Добар ден, попе. Шо ти тука, момче? Дојдох тука, ја певкај очета тамо. Наш, му викам нешто за Господ да се молиме, вика ако ти е за Господ, само кај поп Цацко. Он бил прва рука. Дали си ти стварно прва рука со Господ или си втора, трета? Ако не си прва рука, да не се соблакам уопште, да не губиме време. Види, чедо Божие, јас сум единствениот што може да комуницира со Господа, за да ги услиша тој молбите и да ги исполни желбите на овој напатен народ. А добро да те прашувам, а зашто си ти прва рука, кога сите со едно чедо сме кај Господ? Зашто овој не ти баш да бидеш прва рука? Ён знае и сум уветил дека кога ќе го отвориме овој салонот за восочни фигури, првата фигура што ќе биде направена токму неговата фигура. Фигурата на Господ и јас ќе ја направам и ќе ја донирам и веќе собирам восок низ црквите низ Македонија, а Бога ми по гробиштата. Имам луѓе пратено кои што не дозволуваат цеките да догорат, го собираат восокот за тоа што треба да направиме прекрасно убава восочна фигура на нашиот Господ. И што восок му даваше и он ти вика ти? Да, и јас само барам скромно таму долу да пишуване на плочка, подарок, донација од Цацко, не мора ни година да пишува ништо. Стварно? Да, и тој ми вели, поп Цацко, бидејќи ти ја направи ова работа за мене, било што да треба за тебе, нема никаков проблем. Ти ќе бидеш, ти ќе комуницираш со народот во моје име и ти ќе бидеш спонета помеѓу нас. И па тоа знаеш што да му кажуваш на Господ? Кажи му, молим те на Господ, ова што е застапеност у јавна администрација, да го зголемува малце. Па не личи вака, мислим, стварно нема, нас нема и нас ми врше притисок се. Кажи му на Господ тоа да го решаваме. И да му кажуваш ова што е со името. Не, нека помогне Господ, да го реши тоа, оти нема играчка више, ва не се трпи. Тоа ли се твоите желби, тоа се, да. Извади го компјутерот и пишувај. Кажувај. Моментот. Што е ова? О, за твојазичност? Па не, оти ја разбирам све, али ова е официјален документ, мора да биде со превод, знаеш како ти е. Па како одржуваш, какви комуникации? Како? Преку сателит, тоа навигација имам све, мислим. Ајде, уживајте само. Добро пишувај. О семокен и единствен Господе, единствено ти можеш да ги решиш проблемите и да ги услишаш молбите на овој напатен народ. Услишај ги, исполни ги неговите желби. Наблажо вработи му некој од семејството, заристо. Те молам, Господе, во новата енциклопедија, барем на половина страна, напиши нешто и за него, за чедото Божие, како ти беше името? Зоран. За чедото Божие Зоран, поголема застапеност во државната администрација и помогни, Господе, побрзо да се реши проблемот со името. Услишај ги молбите и желбите на народот твој, бидејќи само ти, Господе, можеш да ги решиш нивните проблеми. Само ти, Господе, и евентуално уште 2-3 министри од твојата влада. Слушај, попе, ти знаеш што е разлика измеѓу Господ и премиерот? Не знам че. Господ не се умишља дека е премиерот, знаеш? Прости му, Господе, не знаеш што зборува. K15!